Владата најави нова инвестиција, опозицијата тврди дека странската компанија била пред банкрот. Откако владата денеска објави дека американската компанија Дура Automotive Systems ќе отвори 2 нови фабрики во Бунарџик, од опозицијата излегува со тврдење дека премиерот Заев се фали со странска компанија која банкротирала пред 1 месец. Од ВМРО ДПМН посочуваат дека реномирани странски медиуми пишувале од и оваа компанија банкротирала во ноември. Дали Зоран Заев и Андјушев свесно во пресретни изборите ги лажат граѓаните дека донеле инвестиција на компанија која и самата има сериозни финансиски проблеми и е во банкрот? Ако е така, тогаш ова е уште една лага на Заев, како и лагите со кои 3 години ги убедува граѓаните дека само што не дошле странски инвеститори и само што не почнал економскиот бум во Македонија. Премиерот пак најави дека во 2 нови фабрики ќе се произведуваат делови за неголемите светски автомобилски компании. Во фабриките на Дура во земјава најавено е дека ќе работат 1000 луѓе, а 2 инвестиции треба да тежат 68 милиони евра. Надлежните дури потенцираат дека компанијата првично решила да вложи во Чешка, но се предомислила и ја избрала Македонија. Некаде пред крајот на летото начув дека Дура сака да смени локацијата која на некој начин и беше одлучена за овие 2 компании. Успеавме да закажеме состанок на кој вице-премиерот експресно одговори, дојде во поддршка за да може да добие повеќе на тежина тој состанок. Потоа ги пречекавме тука, го пречекавме менаџментот на Дура и еве сега само по неколку месеци од кога се случи тоа, ние ги имаме овие 2 инвестиции. Инаку за 9 месеци годинава во земјава влегле едва 131 милион евра во вид на странски инвестиции. Во матичните фирми во странство компаниите вратиле 262 милиони евра. Ако во последните 3 месеци до крајот на годинава се задржи истиот тренд, ова ќе биде една од полошите години за влез на странски капитал.